По реакциите во јавноста околу изградбата на зелениот покрив на ГТЦ, реакциите на архитектите дека немало конкурс за идејно решение за зелената градина на ГТЦ и дека според постојниот проект има многу бетон, градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов најави корекција на проектот во која ќе се вклучат Сдруженијето на архитекти на Македонија и Архитектонскиот факултет. Но од Асоцијацијата на архитекти на Македонија во официјалното соопштение до кабинетот на градоначалникот упатуваат благодарност за поканата за соработка и наведуваат дека е крајно неодговорно да се прават интервенции на градскиот трговски центар, а и на било кој друг објект со дониран проект кој во голема мера за нив е неразбирлив и во никаква релација со постојната обликувана структура на објектот. Како струкова организација, во никој случај тие не можат да дадат идеи за приправка на истиот, бидејќи на крајот на се проектот има автор. Авторството, меѓу другото, подразбира и голема одговорност. Мешањето во нечие авторство се коси со основните начела на Асоцијацијата на архитекти на Македонија и Комората на овластени архитекти и инженери на Македонија за третман на архитектите како автори на едно дело, се наведува во соопштението од Асоцијацијата на архитекти и додаваат дека се свесни за проблемот со прокиснувањето на кровот кој го има ГТЦ и уште повеќе се свесни дека планираната интервенција ќе представува само уште една во низата лоши интервенции кои се направени врз градскиот трговски центар. Тие може да земат учество во подготовка и организирање на конкурс за избор на најдобро решение, кое ќе биде во рамки на буџетот од веќе завршениот тендер и со почитување на дел од материјалите кои се дел од тендерот. Асоцијацијата од градот, како носечка институција во креирањето на градските политики и практики, бара да воспостави нормални процедури кои нема да ги задоволуваат само нормите во законот. Бараат процедури кои ќе обезбедат изнаоѓање решенија за проблемите по пат на објавување јавен анонимен архитектонски конкурс. Нивната заложба е не само градскиот трговски центар, туку и останатите објекти од овој период кои се од исклучително значење да добијат статус на заштитени објекти како културно наследство и нивната реконструкција, ревитализација да биде предмет на јавен конкурс. Оттаму напоменуваат дека стојат на располагање со целокупната стручна јавност која представуваат, да го понудат нивното знаење и експертиза во сите идни процеси, како и планирање, организирање и распишување конкурси.